Браке му реква, спреми ми кјута, да ти кажам. Што стварно е големо ова, бе. Не една шведска маса. Колку ребра има тука. И ти со цел памет купи Ford Transit. Како да не купиш, бе? Знаеш колку шведски маси собира? Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Не знам дали ти се свиѓа шминкава, само се шминкав добро. Да бе, топ ти е кога да си била на професионален шминкер. Супер. Ќе поминам вака. О, не, ќе поминеш, туку слушаш Добра. што ми се случи, бе. Ми се ово еден чуден лик, ми вика, левава нога кој што ме прекрстела. Грбот некако чуден нагол ти фаќа ако е прек. Да. Ништо не е тоа. Знаеш што ми се случи мина? На сред емисија се јавува некој тип и вика многу јака шминка имаш ставено денеска. А можеш и појакаш да носиш црвена, зашто поубаво ќе ти ги стакне очите. А од кај знаеш ти, Жара, извини? Кај? Јас ви се јавам цело време, бе. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости, утринска на Телма и Здраво Македонио плюс Супер Хикс. А сега, вашиот домакин, Жарко Димитриевски. Здраво, ова е новата 1 на 1, јас сум Жарко Димитриевски, а ова се Пеперми. Како сте, дечки? Супер, добре, окей, ми се добре. Кој гледаше Оскари или барем знаеш што се случуваше? Ти, Дебе, сериозно не знаете за скандалот на Оскарите? Знаете, добро. Значи, за вие што не знаете, на Оскарите се случи, катастрофа. Наместо на победникот Moonlight, Оскарот за најдобар филм по грешка му го дадоа на La La Land. Од кој филм цела екипа излезе да го земе Оскарот. Среќа им кажаа на време, па не отидоа да слават пред влада. Се мислете што беше тоа. Но иако ги прогласија за победници, La La Land останаа со куси ракави. Значи, ем победници, ем со куси ракави. Знам како им е. И мене исто ми се случи. Изјави Груевски. Бев кај баба ми. Семеен ручак. Знаете, за политика се збори нормално. Мене не ми се слушаат тие муавети и си земав телефончето. И да не трошам 3G, ја прашувам баба ми, баба, имаш Wi-Fi? И она ми вика, шо сум спремила, тоа ќе јадеш. Wi-Fi во кафана да јадеш. Кога сме кај јадење, девојка ми, ова тебе нема да ти се допадне. Девојка ми само се жали дека никако да ослабне. И ми вика, се пробав, и ја викам, па тоа е проблемот, од све пробуваш, воздржи се. Но, ова ќе ти се допадне, Ана, не се гледа дека носам шминка, ова око ми е модро. Си заслужил. И оваа година, Кока-кола е најпродаван пијалок во светот. И по тој повод на светски рамки се направи анкета зошто купувате Кока-кола. 15% одговорија зашто немаше Пепси, а 75% одговорија да имам во што да си ја ставам ракијата. Сите подруми. Сите села. Пријателе. Ве фати грипот, мене ме фати. Сите серии ги изгледав. Сите серии. Така се мери сега должина на грип во ново време. По тоа колку серии гледаш додека си лежал. Брат, знаеш колку болен цела Breaking Bad ја изгледа. Малечката невеста, брат. Малечката невеста. Така и Трамп го имитира. Малечката невеста. И бев на доктор. Остои докторов сестрата, луѓе. Сестрата. И не може да се воздржам, пошто беше... И викам, вака што те гледам. Не ќам никогаш да оздравам. И ме буцка вака докторот и ми вика, ти тешко дека ќе оздравиш, керка ми. Ајде.
Сега како и честопати во еден на еден. Време е за сегментот. Прашај го спасе. Ало, 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 жаре, Спасе, што се дерат ти у публика кај тебе? Спасе, Петар Димитриевски те прашува. Спасе, има ли добри тетки во Булачани? Има и тетки, и стрини добри, и една баба, знаеш каква е? Имам. Ама сите ми се роднини, шо? Ао, Спасе. Ристе Ристов. Што јаде Спасе? Спасе јаде прасе. Вау. Давор Н. Те прашува. Праша го Спасе, од кое мало е во Булачани? Од центар на Булачане, а не сум ко ние селјаци на долно Булачане. Браво, Спасе. Браво, Спасе. Малку финтаџиско прашање. Игор Божиновски те прашува колку години си имал кога си бил мал? Не сум мал, тоа цела фамилија сме такви. Ти да го видиш братучет ми, Панчо, он, ДНК, тој и тој помале. Даниела Ангелова вика поздрав од Неготино до Спасе. Дали ќе го видиме Спасе на ТВ? Па на радио сигурно нема да ме видиш. Спасе. Никола Цветковски вика, зошто бебето ни плаче? И па што му пушташ еден на еден? Што ќе прави? Ќе плаче? И последно Спасе Манев те прашува. Прашање од Спасе до Спасе. Што би бил ако не би бил Спасе? Или Јанко или Миленко. Мало Спасе, тоа беше, прашај го Спасе. Чао! Денеска ни се гости од утринските емисии, најпопуларните утрински емисии, од Телма ни доаѓаат, Марко и Елена, од Канал 5 ни доаѓаат, Роберт и Милена, а следната епизода на 11 ги имаме Милан Калинич и Милан Васич, така да имаме супер емисии во и денеска и следната сабота во еден на еден. А бидејќи утринските емисии сега ни се гости, ќе зборуваме за нив. Поточно ќе ги кажеме топ 5 луѓе кои се јавуваат на утринска емисија. Тука да ни ги презентира е Петар Младеновски, Пеце Супер Хикс! Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Супер Хикс! Пеце! Супер Хикс! Повели. Топ 5 луѓе кои се јавуваат на утрински емисии. Број 5! Луѓе кои се вртат на политика. Ако е за СДС, темата е вода на Марс. А тој кажува како смее некои села уште да немаат вода во Македонија, а на Марс да има. Ако е за ВМРО, Кисела вода. ако е за Кисела ВМРО, вода. А ако е за ВМРО, темата е вода на Марс. А тој кажува дека во времето на СДСМ немало вода на Марс, а сега има. така е! Топ 5 луѓе кои се јавуваат на утринска. Број 4! Број 4. Манијаци. Дишат тешко додека водителката ги прашува по 7 пат дали има гледач на линија. То! Топ 5 луѓе кои се јавуваат на утринска. Број 3! Се јавив за реплика. Се јавуваат само да му реплицираат на некој што ги изнервирал. Можат да реплицираат и на коментари дадени пред 6 месеци затоа што се запишуваат по дома. Тоа е! Пазете се од такви. Број 2, топ 5 луѓе кои се јавуваат на утринска. Вакви не сум имал кај мене. Луѓе кои се јавуваат само да ги пофалат водителите, вакви има доста кај мене. Обично се постари, не, помлади, а ако му речат на Александар Блажевски колку е убав, веројатно и му се роднини. Колку роднини има Александар Блажевски? Многу. Се извореден човек, тој не се лути. И број 1 треба да кажеш. Топ 5 луѓе кои се јавуваат на утринска. Број 1!
Луѓе кои чекаат предолго, на линија сум од 2007 и сакам да кажам по нешто за сите 3620 теми. Овие луѓе се убедени дека има приоритетни уочи кои лесно добиваат врска. Пеце Супер Хикс! Пеце Повед! Фала, дечко. Петар Младеновски, Пеце Супер Хикс. Пеце, нов албум. Нов албум. Значи, ова ви е новиот албум Underground Evergreens Супер Хикс. После колку време, Пеце? После 4 години. После 4 Добро, години. види, дел од темите се веќе пуштени. Така е. Тука се Микели, Рам тука е пара рам. Таймони, Рам пара рам. Така е. Жал ме е за децата и така натаму, меѓутоа добар дел од овие песни не се објавени, ги објавуваме сега. Што ќе ни свирите од сите овие? Ќе свириме Рам пара рам, која што е практично предпоследен сингл, и ќе свириме една нова песна што се вика Луда главо. Инаку овој албум ќе излезе и на винил. Опа, и плоча ќе има. Да, ова ќе има плоча, ќе можат во Чекај, претходни одреден албум тираж. имало на плоча Супер Хикс? Не, ова е прв албум Прв. на Супер Хикс што ќе биде издаден и на плоча, да ги Браво. поздравам Југотон Рекордс кои што се издавачи на овој. Добро, некој ако продукт. сака да си го купи, кај да го најде? Од петок, значи 3 март е веќе во Југотон, најпрво, потоа ќе биде Така. дистрибуиран по сите останати места. Најпрво CD-то за месец-два ќе биде плочата. Плочата е материјал кој што, знаеш како, Ама и плоча, е за исто онака како и бетонска плоча, треба време прави да се сладокусци, ето, луѓе, нели? Треба, да. А не знам Ема дали за знаеш, секој. плочата како формат е доста популарна пак. Се враќа назад? Лани А се од што, продадоа- од диџеј или кој ја враќа? Многу колекционери повторно го враќаат форматот и лани се продадоа не знам колку милиони копии. Така што, збориш? да. Чекај, а кај Не нас? само бетонски, А кај нас? кај нас бетонски плочи. Кај нас бетонски плочи, па добро, битно е плоча да се продава. Смеј, што би рекол. Киро Стефилич. Абе, камо да беа бетонски, од стиропор се повеќето, мај, Па да. не гледам како се гради низ градов, популарни се бетонски плочи. Така е. Значи, уште еднаш, ова ви е, by the way, многу убав и интересен омот. Би сакал да го поздравам дизајнерот, е едно младо момче што се вика и патем ми е комшија. Сега, како дојдов мене до муабет за ова, Да. може би затоа што ми е комшија. Но не е важно. Томи Ѓуровски, поздрав до Томи Ѓуровски, тој е еден млад и многу надежан аниматор кој што не прави само дизајни, туку анимации и за светски познати игри. Е, па добро, PC и игри, ако, онлайн ако ви игри и треба така аниматор, поварете го Пеце, па Пеце ќе ви го најде Томи. Чиста работа. А подолу во емисијата Супер Хикс ќе свират и во живо. Пеце, фала ти, брат. Благодарам и купете го. Купете го. Купете го. А сега нашиот пријател Јане Стефанов. Ти текнува на Јане? Да, Јане Стефанов. како не. Така, Јане Стефанов е познат по тоа што скока од Не од зграда, туку од хеликоптер. па и авиони. И авиони, да. Така е, да. Па и ние со Јане Стефанов скокавме од авиони и сега ќе видите како скокаме. Да, еден екипата скока со падобран. Добивме бубамара за емисија на годината. Па добивме уште една бубамара. И сега сме на врвот. Што да правиш кога си толку високо? Јас ќе ви кажам. Скокаш со падобран. За оваа авантура ни треба некој кој е храбар, вистински маж, некој кому ваквите нешта му се ситница и ги прави секој ден. За среќа, тука е Јане. Абе, моја емисијата, бе. За скокање од авион се потребни подготовки. Ова не е нешто што може секој да го направи. Потребна е специјална опрема. Потребна е многу самодоверба. И е птен здрава исхрана. И секако потребно е некој да ви покаже како се рипа од авион. И Јане, кој ти беше скокова? Па не ги броиме таму. Кога имаш околу 2000 скокови, не ги броиш многу. Еден помалку е
повеќе не ти прави некоја голема разлика. Што е убавото за сите што гледаат? Дека секој што сака, има желба, може да си се запише и да му одржиш курс, така? Да, има тим на наставници што прават обука за скокање, почетничка обука за подобранство се вика тоа. Во почетната обука се 3 скока. Добро. Во тие 3 скока човекот сам ќе одлучи дали е или не е за подобранец. Така. Ние погрешно веруваме дека ние го избираме спортот, меѓутоа кога ќе размислам малце повеќе со ова искуство од 20 на години што сум во подобранството, ја мислам дека подобранството нас не бира. Бидејќи сите подобранци сегде на светот, веруем, и се многу исти и со исти интереси. Имаат Јајце на јајце. Да, наликуваат као браќа да се, тоа е неверојатно. А сите што сакаат да се пријават, значи кај треба да одат? Сите што сакаат да се пријават, имаме една група на Facebook, се вика Сакам да скокам со подобрано во Македонија. Може да се зачленат во групата, има таму една пријава. Добро. Ја пополнуваат пријавата најдоцна до 7 март. Така, вика ако не се отвори подобран, Јане не е крив. Да, вика дека подобранот не може да не се отвори, бидејќи тоа е безбедно и направено така да сите почетници бидат безбедни во нивните први значи скокови. без гај. Има уште некој друг начин како да те најдат? На мојот мобилен телефон 070-363-222. Добро, исто да се Исто да информира. се јават, ќе се информираат. Сакам Јане, да скокам. сакам да скокам и од тука се понатаму е наша работа. Назад во 1-1, ова е вице-премиерот Мешевски! Здраво, царе, здраво. Фантастичен аутфит. Фантастичен аутфит. За кај се спремаш? Кај ќе Ти идеш? кажам право, ќе одам на едно место кај што цел ден сонце пука, многу убав народ си има. И кога ќе си преш, цел ден што ти душа сака. Дај Боже, ја да можам да знам. Кој е тоа место, брат? Мавро, како кој? Мауро, мајсторе. Да, сега е фантазија. А што е со... Мислам, идеш у Мавро, што е со Хавајка? Па нема Мавровка, бе, брат. Па ди имаше Мавровка, ќе си земаш, бе. Си благодарам. Па што е? Благодарам. Види дали има да изрециклираат господата нешто. Ке? Вице-премиерот Мешевски. Добро вечер, драги гледачи. Ова е Телма, а вие гледате вчерашни новости. Кузман! Чекор задците. Недела сте, бе, брат. Па што? Сабота е. Сабота е 7:10 почну емисија, вие сте недела 7:10. Добро, па што е вчера од недела? Сабота. Епа. Ајде, ќе те молам не му узурпира емисијата. Ланче, ајде, сакаш. Драги гледачи. Плиз, те молам, знаеш, однеси го. Добро, ќе ги срекам. Јована. Слушаме се. Значи, ние снимаме у недела. Добро. Ти работиш на терен надвор. Добро, ама сега сме во живо, во сабота. Вчера од недела е сабота. Кузма, не снимаш ти никад у студио. Ти си Знаете, теренец. Ланче? Многу Значи, можеш да шуптуе. се пуштиш, значи... Добро е, добро. Не снимаме денес. Ланче. Дека пцуеш многу, кажи нешто, жити не. Овци нешто. Што дека пцуам многу? Па дека пцуеш многу, бе, брат. А кој ти зборал дека пцуам? Па ми кажа некој пати. Пајача не си ти, така? Добро. Кој ти кажал дека пцуеш? Мешевски. Кој? Мешевски. Ај викни го тој Мешевски. Кој е тој Мешевски? Мешевски дојде. Ти си Мешевски? Јас. Имаш некои проблеми со мене? Не. Мешевски дојде. А? Не. Зашто јадеш г***на? Не. Шо не? Шо не? Шо? Убаво ли е така да збориш за луѓе, бе? Убаво сум дошол тука во емисија, убаво е така да збориш за мене? Не. Јас да зборам ти дека изгледаш ко шо***ца намотана? Зашто? Ко суџук ти, ама шо ме гледаш? Зашто? Шо ме гледаш? Реагирај, Кузма. Не, бе, Ланче, нема. Ај. Кузма. Ланче, немој бе. Ланче. Шо добро? Добро, Ланче. Шо јадеш г***на? извини. Да не сме на телевизија, има на за да ставаме, разбра? Ланче. Чупак еден. Ајде да си одиме. Ајде. Ништо, ужива, извини ваково за ова, па јаче, те сакам. Ајде, чао. Дојди вам. Мешевски. Што е ова, бе? И двај сум се воздржал. Без маминке сум му, виде? Утрински емисии се следни во 1-1. I got my head shaped by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. Ова е многу посебен трик. Ќе ставиме камилица и цела тегла мед. Ставиме внатре, абрача и дабра. За врвна релаксација и супер чувство наутро и попладне, чај со камилица и мед.
Фала, тоа беше се за денес. Ај, заборев дека имаше мед во капат. With you. Се враќам назад, а сега ќе смея да ги представам и нашите гости, официјално. Тие се водителите на најпопуларните и најубавите утрински емисии во Македонија. Значи ги имаме од Утринска на Телма и од Здраво Македонија. Одиме по ред, не знам кој како ќе доаѓа. Елена, Милена, Марко и Роберт! Здраво! Аплауз! Повелете. Видиш како мисли на мене, колега? Секогаш мисли на тебе. Која легнуват? Во колку? Па мене ми се случува во 8 вечер некојаш да заспиам до Савајле некојаш. Фантастично. Да, нели многу убаво. Не, искрено при 12 дни ми се случило без разлика кога и да треба да станам. При 12 дни. Значи спиеш едно 4 кусур сата, 5? 5 до 6. Тоа е тоа. Отприлика, да. Браво, супер. Вие? Еден часот некогаш тука сме, ја и Роберт до 2 Еден часот? Се знае да држи. Да. Тешко и да... Што си ти бе, Бетмен? Спиеш 2 сата само. Айрон. Но да ме вратам прво на почетоците. Предутринска. Например, Марко. Ова ми е многу интересно. Марко е филигран мајстор. Филигран мајстор, да. Што е бе тоа? Филигран Традиционално мајстор? по моја татко линија. Правиш филиграни? Правам филиграни, тоа беше некаде кога бев средношколец. Татко ми остобил многу немирно дете. Сеќавам, Бог да го прости мојот дедо, го пратил на занает, малку да смири нерви, бидејќи тоа е креативна работа меѓу другото. Колку време треба? Одзема многу. Индивидуално е тоа, бидејќи во филигранството како занает постојано се надградуваш, да речеме, на некој начин. Да, и се работи навистина со ситни предмети, со ситни алатки. Треба нерви. Меѓутоа, интересно тоа што навистина се смируваш. Ама мојот темперамент не може да биде скротлив, ме гледате мене. Добро. И по некој период го научив занаетот, доста шетав преку занаетот, меѓутоа доста шеташ, што мислиш по тоа? Па Одеше по светов па да речеме европскиот дел, да, имаше базари или пак да. Тоа беше едно одлично искуство, меѓутоа кога се вратив, да речеме кога почнав факултет, реков сепак не е толку спокојно за мене работа. Добро, јасно. Роберт работел во видеотека. Да. Супер. Какви филмови најмногу си изнајмувала? И тоа сме биле соседи. Соседи? Мислам дека видеотека Риките не. Не. Роберт, прва смена беше видеотека. Измеѓу. Меѓу смена, од 12 до... Тогаш, оние ВХС ленти се зема. ВХС ленти на време, тоа. Ги тераше да ги враќаат пред да ги вратат. Зависи, имаше некаде да гледаш кроз прсти, ама Дај. генерално мора. Лентата мора да е премотана. Ето. Казната беше пола од изнемувањето на филмот. Така е. Сега боле ќе ги вратам. Се сеќаваш ли на, кажи ми, 2-3 филма што највише ти се упамет што ги земале многу? Не, чекај, кој бе? Ако беа порно, кажи порно, мислам. Да, потаму почнуваме. Едниот е Терминатор и тоа двојката. Не зезе. Да. Мам, добро. Во повеќе верзии. Добро, окей. Повеќе. Да. И порното се викаше Терминатор? Повеќе верзии. Да, и таа беше Терминатор. Повезно. Да, пошто оди име. Терминатор и уште еден Терминатор. Супер. За некој за брат. Терминатор и Детерминатор. Тоа е тоа, тука бе. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Ford, Mida, Grand Motors. Одамна сум со телевизија. Ама утрински не. Утрински не, некако да се привикнувам на овој утрински момент, малку ми е чудно, ама сватив дека навистина се навика, во принцип, да. И ета, и тоа легнување, и тоа станување, па дури и учењето да спиеш со малку сати. Така е. И некако и на тоа се пробувам да се навикнувам. Инаку професор по биологија, не знам дали тоа го имаш како информација, да. Или ми беше професорка во прва Чути не среда. кажи! Да, морам да кажам дека беше најмлада, најубава.
Чекај, ова е вториот дел е подобар. Милена има само 19 години. Да, само 19 години, уште сум многу млада. И само на незиниот час никој не бегаше и сите машки беа на час. Да. Вола. Браво, добро. Ја Не само затоа што беше убава, туку и навистина многу во предаваш. Ова ми се допада. Морам да си кажам, да. Добро. Јас морам да откријам една тајна, знаејќи... Само момент, Марко треба тајна да нема да ми замери, во утринска на филма знаат да додат помлади, да речеме, личности и да кажат, еј, професорке, меѓу кои и Цеца нашата. Да. И да кажат дека била една од најубавите, меѓутоа и најстрогата, која што ставала. Елена бе? Да. Бев строгичка. Признала. Сериозно? Пример се сеќаваш на некој ти остана некој ученик онака тапа тешка што никако не може двојка да му пишеш. Да, имала ситуација кога нели порано имаше директорот нешто сака да ургира и така натаму да се поправи оцена, толку бев строга да не сакав моја рака да ја поправи оцената и реков: "Добро директоре, еве ви гума, еве ви муливче, напишете си го сами." Така. Јас не поправам. Сериозно. Опа. Ве молам, само момент, ве молам. Ало, Спасе, не замарете, молам, имаме гости у емисија. Чао. Заре, Спасе. Знам, Спасе, те молам, остаме, значи... Не е тој Спасе, дедо му. Дедо Спас. Вау. Дедо му на Спасе, прв пат се слушаме, не знаев дека Спасе има дедо, окей? Ами кај ке знаеш, не си бил убавачен и 100 години. Окей, Спасе, мислам добро, дедо Спасе, окей. Кажи што е работата, те молам, имаме емисија, убави луѓе. Слушай, да чекай, не Добро. спушти. Тука ли е таа што води на Канал 5? Да, Милена, да, тука е. Дедо Спасе. Да, зашто? Знам Дедо Спасе, како не? Чекам, Милена ли? О Милена, да. Има ли дечко? Дечко Абе сега не е наша работа, мислам Дедо Спасе, те молам. Не прашувам за, мислам не за мене, за Спасе прашувам. Што за Спасе, бе, нели има жена? Нели има жена у нас работа? Кажи за Спасе, молим. Како? Имам ја, мислам Спасе, има Лозија, има она главна ќе биде убавачена. Дедо Спасе, само да те прашам ја тебе, да не ти се љути Спасе вака женски на телевизија што му бараш? Мислам не се љути он тие, ништо, нема кај. Дедо Спасе, ја да се чујам со жена му на Спасе да ја кажам дека Спасе бара женска на телевизија? Никако, ќе лошо ми е, одма ќе се слуша, не се врти. Ај, чао Дедо Спасе. Чао. Да, Жарова ме потсети на твитот како беше дедо ми што гледа утринска, мислам дека куќата ќе ја препише на Милена. Имаше нешто такво. Така да сега и Лозија булачали, леле, па ја богаташка сум. Фере ако кажеме дека ова со Дедо Спасе беше од поблагите верзии? Да, дефинитивно една од поблагите и посимпатичните. Знаат да замараат, а? Да, не сакам да ги навредам, нели? Ама има секакви, и добри, и лоши, и позитивни, и негативни. Са тие негативните одамна ги немало да не ги урочам. Нека си седат мирни, нека не вртат. Немој. Да, ама имало секакви, стварно. До степен да, не знам, вулгаризам. Имало дома да те чекаат со цвеќиња, такви некои глупости? Дома со цвеќиња не, на работа да, и цвеќиња и што се не. Дома ми стига пакети. Да. Знаем, Марко, му имам кажувано. Значи, со внатре ракија, вино, Вау, алкохоличарка. Не. Кафе. Не, и дава цвеќиња, и дава ракија и вино. Не. Ракија, вино за татко ми, кафе за мајка ми, шешир за мене, значи цел... Безбедна цела семејство. Што го праќаат. Вие мажите, пример, имате вакви работи? Јас искрено периодов се соочувам со тајн повек на службениот, меѓутоа нешто дискутабилно ми е каков јазик се говори. Ама има доста жустри муабети, дори и со тушеви нешто. Последниот период, да. Вау, стокинг, И тоа се случува последните 2 недели. Полиција, такви работи? Да. Имаш правено? Првиот пат со Роберт бев, многу бев исплашена, тоа беше нешто на почетокот, ако не се лажам, кога почнав со работа. Во Карпош, директно. Добар ден. Како сте? Што е проблемот? Како ме третираат, па викам, кажува дека Дека сака да ми прави некој му се работа. допаѓа емисијата, вика, не бе, викам. Не му се допаѓа емисијата, нешто друго му се допаѓало. Милена, окей, Милена, а Роберт? Него може приватно му се вуват, не знам. Не, еве, Роберт, да си кажи, ти мајсторе,
Ја мислам дека и ти имаш некој што така. Ја имам ситуација која што беше, не знам, доста гледана, коментирана и така да тоа предено. Чекај да видиме, може на компилација имаме спремно некаква компилација да видиме само. Машала, види. Ова е компилација Милена Роберт и нивните фанови. Во 2015 сака да има новост, двојка, тројка да не израдбеше. Ого. Значи големи планови за мене до година, добро, да си знам. Ќе ве молам кој чај може за страв. Имам желба за сексуално да сум способен. Јас ќе земам у најмала количина марихуана на моите 70 години и сум во состојба како тебе, како млад човек, да ми си исполни желбата. Утре малце. Види ја фацата. На Роберт, си кажува. Што знам, раката немам видено, не да ја гледаме, разбираш? Ало. Ало, добро утро. Добро утро, Милена. Добро утро. Не ти е ладно со сукња идеш, не ти е ладно ли? Како? Не ти е ладно со сукња идеш ли? Зима сега ли? Добро. Пато за штипка нема пато за штипка Па сега, зависи, до сега сексуалната ориентација не би излажала, така да предпоставам дека не ќе можам да извршам работа така што треба. Ке пробаш, убаво ќе ти види. Вие си пробате по 5-6 пати на ден. Ке бидете дефинитивно санкционирани затоа што ова веќе навистина нема смисла што го правите. И ве молам да престанете јавно. Да интересното доаѓа по рекламите. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да... Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од нескапоцените човечки вредности. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот, затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџибадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite.
Најдоброто место за вашето здравје Маврово ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали. Ве очекуваме. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот: совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Во вторник, во Нова Македонија, најубавото детско списание Колибри Плюс. И слушнете сега, ова не е шега. На страница број 10 ве очекуваат 2 првоаприлски костими комплет и 1 таблет. Колибри Плюс. Пролета и повеќе. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Побрзо плаќање од ова. Здрави. Кога ќе порастам, ќе станам вице-премиер, ќе видите. Само еден јогурт враќа назад во детството. Прав јогурт од право млеко. Веќе не ги прават вакви. Мисли природно, храни се здраво. А ја спомнав Милена, бидејќи, кога е свадбата? Мај. Миленче, Значи на ле, колку баби се разочара. Да ти кажам, баби за внуците знаеш. Кој ще внуци? Добро, Срекников кој ни е? Гордан се вика. Добро. 32 години има. Хороскоп? Хороскопскиот знак не ми се допаѓа вака општо, ама добро, него убаво му стои. Лав, се шегувам, нема врска хороскопскиот знак. Си во тие некои фази, гости, бенд, едно друго, венчаница. Да. Што ќе носиш венчаница? Одбран? Да, одбрав, веќе ми е закажано за шиење. Генерално големите работи не се договорени. Еве сум во венчаница. Да видам. Нема да биде ова. Нема ова, добро. Ова е пред 3 години за една фотосесија за точка, мислам дека правевме со венчаници. Така да ова ми е првиот пат кога облеков венчаница, вториот пат сега на Bridal Night носев исто венчаница и трета среќа на мојата Се знаеш венчаница. дека не треба да се поправиш. Да, не треба. Тоа е тоа, готово. Па сега Ова Миленче како Сара Джесика Паркер. Сексот играла Сара Джесика Паркер која бира венчаница. Да. Се надевам дека нема и некоја друга ревија да има до мај зушинда венчаница да облечам. Така да, големите работи Твои ми се шишки. Да, се му е. Се му е природно. Океј. Сега, со дечките од Утринската Телма и Здрава Македонија играме нешто интересно што го играме во 1-1, а тоа се безобразни карти! Со Утринската Телма и Здрава Македонија играме безобразни карти! Правилата се многу едноставни, тие ги имаат белите карти, јас ги имам црните. Во црните карти е една фраза која што треба да се пополни со белите карти. Тој што има најинтересна, најсмешна фраза, добива поен или што ви да е. Ќе видиме. Сечи, ајде. Ајде, тргаме од тука. Одиме. Значи вака. Златна бубавара за трагикомедија. Оди во рацете на... Може, ајде. Контроверзниот Facebook статус на Миленко Неделковски. Вау! Одлично. Гледаш и јас го извлеков тоа. Бубавара за трагикомедија. Теориите на заговор на Миленко. Вау, Миленко! Си Некако е гази. тргна работа. Да. Златна бубавара за трагикомедија на годината. Оди во рацете на...
Нереалните изворни ветувања. Миленче, Славко Бувамара за троја комедија оди во рацете на... Леле, немам за ова. Имаме незгодни, гарант. Имаме незгодни, да, 100%. Ајбе, добро. Тајната е откриена. И линденците го победија турскиот Аскер со што, а не со црешово топче. Јас. Значи, тајната е откриена. И линденците го победиле турскиот Аскер со... Виагра! Вау! Односно, и линденците го победиле турскиот Аскер со најновиот хит на Елвир Мекич, а не со Со емисијата на Драган Вучич исто така може. Прекрасно! Имаш или се откажуваш? Поен нема. Кажи сега или за секогаш молчи. Има некој. Значи, ова е јако. Ке ти оставам тебе, пошто е јако. Опа, Ако ти жената на Панчев. од почеток цело. Тајната е откриена. И линденците го победиле турскиот Аскер со жената на Панчев, а не со црешово. Ја, човече, ова каква коинциденција. Вика, денеска Дарко Панчев откри дека тајната за неговите фудбалски вештини е... Следната жена на Маленко. Денеска Дарко Панчев откри дека тајната за неговите фудбалски вештини е... Вегите на Маријан Становски. Пардон. Имаш? Ајде, имате? Може и ова, ти прочитај ги. Ова е боле. Кој е боле? Цеде со латино. Викаш? Да. Денеска Дарко Панчев откри дека тајната за фудбалските вештини е CD со латино од Александар Митевски. Имаш ли фолт? Кладилница. Кладилница. Може. Си на тајната на вештините. Има и добра игра. Каже првата. Подобро од Монопол. Ова е последен. Подобро од Монопол, човече каков Монопол. Да, како Монопол. Плюс замисли пијани. Успех за Македонија. Ќе се снима ново продолжение на Роки, во кое што Роки ќе се бори против... Имам одма. Али Ахмети. Роки ќе се Нони бори и дечко против... и со црномање стен. Нони и дечко и со црномање стен! Имам се една интересна. Ќе се снима ново продолжение на Руки во кое што Руки ќе се бори против малечката невеста. Имаш или фолт? Мислам дека најбоље. Најбољи имаш. Чека, ќе те ставиме цел. Ајде. Ќе се снима ново продолжение на Роки во кое што Роки ќе се бори против нашиот Диме Спасов. Браво, Македонија. Безобразни карти беа. Одлични се погуја, фантастично. Ова треба да си ја лиценцираш играта, да си ја продаваш на eBay. Толку. Си издасмеав. Браво, топ. Аби и на eBay и на Камени мост. Ќе помине и таму, дефинитивно. Сега, ова не е емисија во живо, леле, изненадување. Ама вашите се. Така? Да. Сега, емисија во живо си повлеквит и многу интересни случаи, нели, например. Ви текнува, не мора да е утринска емисија, бидејќи сите си имате, да речеме, и искуства и вон утрински емисии. Ќе ви текнали на нешто, пример, интересно, такво во живо што се случило, ти се смееш цело време. Ајде, Роберт, дека прво тогаш. Помна ме едно со секирата, мај. Не, тоа не разборам, вака, лично на мене. Кој бев така како на сликите, предно 16-17 кила по. Пуштате да видиме како бил само Роберт на сликите. Не, може се истите панталони. Да видиме. Може да се тие. Ама не е тој ден, тоа беше друга сценографија. Добро. Почнува денот и се најавам, јас вака стоечки да седнам и како што седам, само се кинат во средината. Црак, процеп. Се кинат напред или позади? Позади. Вау! Позади. Фантастично. Позади се кинат и мора да си седам цела емисија, бидејќи нема фрезерни панталони. Систера така? Систера Господски. Се стави јакната позади. Господски. Ти се снашо. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Ти беше во МТ долго време беше. Имаш бутнато елка врз деца.
Тоа се случи, водевме некоја новогодишна програма или детска Евровизија нешто беше, требаше да најавиме и бидејќи во македонска телевизија, нели ретро уште со гајтан имаше на времето. Микрофони поврзани, имаше 3 метри 4 може би елка голема и имаше некој танцувач од студио Еурека да речеме со 30 мали девојчиња од 5-6 години. И јас најавувам, давам најава да ги поздравиме малечките од Еурека, така е како што сум еуфоричен, со гајтан повеликом цела елка врз девојчињата. Фантастично. Како поздрав? Да плача, тоа беше идеја како да свируваме ке програма во живо, бидејќи сепак децата се непредвидливи во ситуации, меѓутоа успеав некако. Извини, ама ти си бил тука непредвидлив, не децата. Да, точно убаво му кажеш. А се сеќавам дека и прв прилог кога снимав пред повеќе од 12 на години, прв прилог, знам во базен ме бутна и микрофон се падна во вода. И толку беше фијаско прв. Многу убаво, многу убаво. Имаше, да. Сега имаме нешто подготвено. Ајде. Значи, ова е еден надпревар, мини надпревар. Значи, утринска на Телма и Здрава Македонија. Значи, не знаеме што ќе ви се падне. Менаџер. Ние подготвивме, мислам дека се 8 песни. Добро. 8 песни, да, 8 песни. И сега, кој ви се падне, еве ќе почнеме од Марко, Утринска на Телма. Дајте аплауз. Марче, дојди напред. Само знаете што? Ќе ми треба и ваша подршка, ама и пепермин да ми се приклучи. Добро, ако ја знаат песната. И како на аудиција. Но, сега, значи, после ќе гласа публиката за кој бил подобар, така да ова треба да биде комплетен настап Сум знаеш дека те поддржувам. Дајте го тркалото, караоке тркалото. Одиме. Чека да видиме што ќе се. А јас се исповозбудим? Ајде, Шабан Чаулич, Марча. Може и Шабан да ти се падне. Ке пееш, што е тоа? Ама текстот го има, така? Аца Лукас, волиш ли ме? Не, Чиран! Добро ќе беше Аца да се Океј, паднеш. Марко пее, Ed Sheeran, Shape of You, сврти се кон публиката. Значи, слободно, кон публиката. Може со мене, ајде. Океј, одиме кога може режија, пуштајте. Ау. The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. You come over and start and trust me, I'll give it a chance. Now take my hands down, put on the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on and follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's don't talk too much. Grab on my wrist and put that body on me. Come on and follow my lead. Come on and follow my lead. I'm in love! Но, добро, ќе видиме, предади го микрофонот. Ајде. Предади го микрофонот, окей, тој ни е пеачки од микрофон. Следно. Јас гласам за нив, еве. Што си? Гласам уште сега за колегите мои. Не се давај. Ти само колегијално. Дали може чајчево да се напиеме? Не се даваме, ајде. Јас може вака тука попријатно, дека сум многу висока. Не, ова е веќе добро, ова е добро. Одеднаш има поен плюс. Знае стејџот. Ајде да видиме која песна ќе ја пее Милена. Шаба Шаулич. Леле. Видиме. Ребека Black Friday. Тамара, тажна љубов, среќна песна. Убава песна ти се Ќе кажам, Тамара пеат песна на новинарите, пеат и ви сега. Тажна ја една од владеш. омилените пејачки, така да Ја може да владеш. се падна. Тамара, тажна љубов, среќна песна, режија, пуштај Милена, внимавај. Ајде. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Многу песни сум отпеала. Овде се пее уште. А баш сите твои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага. И една лага голема.
може си купи време. Си купи поише време, не може. Кандидат избор за песен на Евровизија. Рачунете другиот дел, ми беше така желба. Ќе ме видев Шабан Шаулиш да ви се паднеш. Леле. Се молам. Добро помина. Ситуација ќе ги пеама да сакаш. Добро помина. Вака, чајчиња good nature. Чајчиња good nature. Океј, одиме тоа. Одиме понатаму. Имаме пакетчиња витаминка. Опа, пакетчиња витаминка. Одиме понатаму. Викенд за двајца во хотел Гогов. Опа! Мама ми отпикчува и на имам викендица во Гогов. И Владо наш, заедно со мене, ќе ви даде кошулчиња од Даниел Кристос. Таман за утринска. Ајде не голема плюс за утринска на Телма и Здрава Македонија. А сега ви останувате со нас, Супер Хикс ке свират. Ова е минута со Јагнар, тука сум заедно со Кристина, потврди. Кристина. Тоа е тоа. Играме, не знам како се ви играва, ама ти покажуваме наслов, ти треба да кажеш дали е од последните 5 години или од порано. Значи дали е од 2012. Навака или не. Така се сваќаме, нели? Да. Па да, не дека е многу тешко. Ајде наслов. Македонските енергетски власти се мобилизираа. Шо мислиш? Пред 2012. Пред 2012. Да видиме од кога е? 2008, погодуваш. Да видиме следен наслов. Албанија ќе подари амбасада на Косово. Пред 2012. Пред 2012, да видиме. Да, браво. Кој ги прави овие лесни прашања? Ајде да видиме следно. Стоп на нелегалните градби. После 2012. Да видиме, Христина, дали е точно. Вау, 2001! Океј, аплауз за Христина. Thank you. Добар играч. Светилки, оногри муабети, коктели, коцки мраз, чаши недопиени. Не сме баш најсрекни, но сме полупијани. Лутам низ погледи, барам полни насмевки. Насмени се и кога е лошо, насмени се, ќе биде пак добро. Насмени се на проблеми стари. Смей се, само смей се, па не се тие пари. Насмени се, нуда главо. Насмени се, баш овој ден. Насмени се, нуда главо. Смей се за секој нов проблем. Зошто го сакам мојот Ford Transit? Бидејќи е одличен. Еве минатата недела бев на еден семинар. Имаше огромна шведска маса. Па цела си ја земав. Како? Како бе што се случи со храната? Па и таа ставив на место со простор за складирање како мојот Ford Transit. Како се поминавте кај Жара? Леле, неудомакини, златен да, пепси, таман се да се опуштиме нерви за посетувањето. Гледате дека дури се измешавме, еве сме канални Тилна. Утре знаете дека Здрава Македонија почнуваме јас и Милена, за утре Елена и Роберт. Не, сериозно, го сакаме, те сакаме, не знам дали предпоставам дека има многу работа сега, меѓутоа те сакаме навистина, продолжи да ги видиш овие сезони. Најдобар си, ме пукна од смеење, не можам без тебе пак ќе ти дојдам.